Смеј се и осмели се. Мотото на годинишното издание на фестивалот Војдан Чернудрински во Прилеп. Театарот е уметност која што ни треба да ни инспирира на едно емотивно, енергетско рамниште. Во театарот ние разменуваме енергија. Таа енергија или таа емоција, ако не е разменета, тогаш не сме ја направиле работата како што треба. И затоа тргнав од таа позиција да видиме што е она што нас ке не извади од тоа седното, да речеме од таа рамномерност на емоции, на недостиг на емоции. Следејќи продукцијата на современите македонски театри, забележав дека и таму и некаде владее такво некакво седно, односно некоја немотивираност, некреативност, и водев битка сама со себе си, уствари, како да прикажам што е најдобро, односно што е најмоќно емотивно. И сметам дека успеав, овие 9 представи покажуваат, навидум тие не се нешто многу исти, слични и така натаму, меѓутоа сите имаат една емотивна нишка која што се препознава и сметам дека публиката ќе препозна. Бидејќи текстот е драма, се обидов во таа драма, која што е преплетена со комични елементи, да влезам во два различни системи од драма во гротеска и крајот да го завршам во абсурд. Има 3 различни чина, во 3 чина играм различен жанр, би рекол, кој што се базира врз драмата и судбината човекова на одредување на смртна казна на едно младо момче. Така што во однос на креирањето на ликот и карактерот нема никаква импровизација, се е детерминирано. Но во изведувањето действуваме слободно во однос на слободата што ни ја даде режисерот демократ Синиша Ефтимов. Всушност во животот, ако не се осмелуваме да направиме нешто, тогаш зошто живееме? И мислам дека кога ќе се осмелиме, ќе бидеме доволно храбри и ќе се соочиме со сите предизвици, по некое време и ќе се насмееме, затоа што сме успеале да се избориме со предизвиците. Така некако одеше целата приказна. Она главна лекција што ни ја дава театарот е тоа дека заедништвото успева. И тоа е, еден човек не може да направи се. Многу луѓе можат да направат многу работи, а ме промени мене лично, затоа што ме соочи со моите граници и колку можам јас да направам нешто. Публиката, ако не беше, немаше да биде тоа што е овој фестивал, дефинитивно. Тоа е најголемиот културен настан во Прилеп што се случува и мислам дека има голема посетеност. Добро, традиција има многу голема. Прилепчани се научени да го сакат фестивалот, да одат на представи. И не е само прилепската публика, има публика од цела Македонија. Јас доаѓам прилепчанин сум, доаѓам од Скопје, Битолчанец доаѓа од Битола, значи цела Македонија го сака фестивалот и затоа фестивалот живее толку многу, а Прилеп си го заслужува фестивалот. Благодарам на прилепската публика што навистина е фанатична во гледањето на представи, во возвраќање на емоциите на актерите од цела држава. Можам да кажам само нај за публиката во Прилеп. Прилеп секогаш сакал театар, ние сме град на театарот, штета што сега немаме театар, се надевам дека за скоро ќе има, ама прилепската публика секогаш поддржува театар и гледаме, тука може да видиме дека стварно сакаме театар. Прилепската публика мислам дека сака театар, обожава.